За женитба, за неплодност, за несреќи и болести, лекуваат светите води кај манастирот посвета на светата преподобна маченичка Параскева, во местото викано Кочански дол. На ова место каде жубори водата на Света Петка, скриена меѓу зеленилото и тишината, се случуваат чуда кои медицината не може да ги објасни. Луѓе со тешки болести оставени без надеж, со години стоејќи пред болничките врати. Но кога слушнале за ова место, дека таму во Кочански дол се случува нешто што не се објаснува, туку се доживува, тргнале. Со солзи во очите, со тешка болка во срцето, но со голема надеж. И си заминале со верба, со чаре, но и со нов почеток. 88 годишниот дедо Трајан Минов, кој веќе 22 години е слуга на светијата, вели дека чуда гледа секој ден. Ке дојде мајка со дете што не зборува, ќе си замине со зборови на устните. Ке дојде жена што со години не можела да роди, до година ке дојде со бебенце на раце. Раскажува дедо Трајан со трепет во гласот. Тоа е меѓу Оризари и Кочани. Се вика Кочански дол. Потекло тоа е една стара жена, бабагина се викаше. Она е сонувала таму некои работи и прво водички има. По тие водички полека почна да расне тоа место. Сега, пред мене имаше повечко луѓе што се обидува нешто да направат, али не беа компетентни толку и немаше средства. Јас сум тамо 22 години. Почнаме ја со еден Славе се викаше, црквата ја почнаме, он се помина. После ја наступих, нешто донации, нешто од другари, пријатели, нешто од мене, работна рака и дојдовме до изградување на црквата, се вика Света Петка Кочански дол. Имаме слави 3 пати. На Томина недела, на Света Петка 8 август, тоа е рамото, и на Мала Богородица 21 септември. На мене не ми се суни, него порака од бабагина. Тие што беа таму, одија кај неа и питали за мене. Она не ми ни познаваше. Питала, он може да ја направи црквата. Она рекла, без трајче не може да го градите ништо да го доведете него. После на недела ја идох и кажа ми, вика, ти ќе почнеш да ја градиш, ти ќе ја изградиш. Извори посветени на Света Петка, на Света Недела и на Свети Ѓорѓија. Води што не се обични, лечат тело, но најмногу душа. Многумина дошле без верба, со очи што барале одговор и сите си заминале со нешто што не се опишува, туку се носи во срцето. Видели сме. Еден го донесоа со кола, ама пред многу одамна. Тешко болен, стави го у колата и однесоа го до водичките. Измија се и седе там еден саат, 2-3 и стана само улегна у колата. Слободно се вика, пуштете ме. А не можеше да оде, така одеше и дојде таму. Света Недела, Света Петка, имаше и ѓурове, нешто го позаоставија така малку. А иначе водичките свети, сите 3 водички има, јас сум ги направил со затварачки, со се убаво. Што лекуваат водите? Од многу нешто. Кој е дошел, секој видел, аман. Помага за деца, за такви работи и до сега знаеме некаде околе 3-40 дечиња што се родија од там потекло. Инаку Света Петка многу пати се докажала како застапница на христијанскиот народ. Насекаде во Македонија таа прави безброј славни и необични дела, чуда по кои ја вечно паметат, слават и опеваат.